Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денешнава моја куса тема гласи Копнеш за небесните награди. Оние кои не го познаваат Бог, знаат за едно богатство, а тоа е богатството на земјата. Тоа е распадливо, кое нема трајна вредност. Но ние христијаните знаеме и за друго богатство, кое е на небото и кое не пропаѓа. Богатството на небото е нераспадливо, неспоредливо со земното. Затоа Павле вели: мислете за она што е на небото, а не за она што е на земјата. Тоа го вели во Колосјаните, 3 глава, 1 и 2 стих. Апостолите, сите апостоли, пишуваа за 5 видови на небесни награди. Првата награда е венец на правдата. Апостол Павле вели: од сега ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, и не само мене, туку и на сите кои го возлюбија неговото јавување. Тоа е запишено во 2 Тимотеј 4 глава 8 стих. Таа награда се однесува за сите што ќе издржат на патот по кој тргнале. Втората награда е венец на животот. Апостол Јаков вели: блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан или проверен, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветил на оние што го љубат. Тоа е запишено во Јаков, 1 глава, 12 стих. Оваа награда е за сите оние кои поднесуваат искушенија заради името Исусово. Третата награда е венец на радоста. Апостол Павле вели: зашто која е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Та нели сте вие пред нашиот Господ Исус при неговото доаѓање? Да, вие сте наша слава и наша радост. Тоа го вели Павле на Солунската црква во 1 Солуњаните, 2 глава, 17 стих. Тоа е апостолска радост за црквата. Четврта награда, венец на славата. Апостол Петар вели: и кога ќе се појави над пастирот, тука се мисли на Господ Исус Христос, ќе примете венец на слава, што не вене. Тоа е запишено во 1 Петрово послание, 5 глава, 4 стих. Тоа е награда за оние кои проповедаат, проповедници, мисионери, евангелисти, учители и така натаму. И имаме венец нераспадлив или нераспадлив венец. Апостол Павле вели: не знаете ли дека во тркалиштето трчаат сите тркачи, но само еден добива награда? Трчајте и вие, за да ја добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се, тие за да добијат распадлив венец, а ние нераспадлив. Затоа јас трчам, некако кон неизвестно, и се борам така, некако оној кој го бие ветрот, туку го совладувам своето тело и го правам свој роб, та јас, кој сум им проповедал на другите, да не бидам самиот непожелен или отврлен. Тоа е запишено во 1 Коринтјаните, 9 глава, 24 стих понатаму. Тоа е борба со грешноста на телото. Така, почитувани, имаме 5 видови награди. Нераспадлив венец, венец на славата, венец на радоста, венец на животот и венец на правдата. Борете се за овие награди. Амин.